Почитувани новинари, почитувана јавност. Категорично ги отфрлам тврдењата на председателот на собранието Талат Џафери дека јас сум бил причината зашто тој не успеа до полноќ да ја заврши седницата со гласање по точката на дневниот ред. Воопшто немало ситуација која што наликува на потребата од прекинување на седницата. Талат Џафери е искусен пратеник и во минатото успевал да менаџира седници кои што биле далеку потензични од таа синоќа. Во ниту еден момент немаше директни навреди од моја страна упатени кон него. Одговорноста за неуспехот на собранието да донесе одлука за барањето на судот за одземање на имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски, Талат Џафери не може да ја префрла на други. Мнозинството беше тука и спремно да гласа и да му овозможи на судот непречено да го продолжи и да ги продолжи своите процеси. Прашање дали Талат Џафери свесно отработи за ВМРО ДПМН, односно Трајко Велјановски, да не се соочи со правдата. Бараме принципиелност. Собранието е должно да постапува и да му овозможи на судот непрешено да работи. 27 април е крвав настан, а неговите организатори мора да одговараат. СДСМ е одговорна партија, со одговорна пратеничка група. Правдата и интересот на јавноста за нас се на прво место. Јавноста бара одговори. Дали се калкулирало синоќа или не? А председателот на собранието Талат Џафери треба да одговори, а не да калкулира како што тоа го направи на својата пресконференција. Ви благодарам. Ако има прашање, повелете. Дали планирате може би интерпелација за тешки зборови на социјалните мрежи? Значи, за сите постапки на партијата, органите на партијата ќе решат откако ќе се собереме за ново настанатата ситуација. Мукамета, што се случувало вчера на седницата? Од Дуј рекла дека имало отсоци, навреди, не знам што се... Јас одговорив дека апсолутно тоа се неточни тврдења на Талат Џафери, во ниту еден момент немаше лични навреди упатени кон него. Побарав од него да го прочита заклучокот за да може да гласаме пред полноќ. Очигледно свесно дозволи да помине полноќ и видовте како се смири и пратениците на ВМРО ДПМН откако помина полноќ. И Павле овде партијата други рече дека снимале Ќе има. Прашање може да ги спомнувате калкулација во комунарот. Вие и колегата Митрески, но не кажувате конкретно за каква калкулација се ги спојки. Тоа требаше да го прашате Трајко Талат Џафери. Зошто Талат Џафери не го остави заклучокот на гласање пред полноќ? Он треба за тоа да одговори. Негова должност беше до полноќ да овозможи пратениците да гласаат по заклучокот, односно барањето да му се одземе имунитетот на пратеникот Трајко Велјановски. Deze emissiemente dos faturado no foi principalmente dentro do peso da emissão de baixo meio e para o Не нук и ким дебатит ме аскен, сонте нук бесеше до кеми мунци тмарим пиес на дебат, шкако и облигиме веќе кеми парти. Не врзувате ова коалицијата со имате позиција да одговори. Значи имаме позиција, кажав дека партиските органи ќе разговараат на оваа тема и тоа што ќе го одлучиме, јавноста ќе биде запознаена навреме. само така ќе обидиме партии, само дека ти се допрата Не ми важни ми комуниким органите партиис, por sigurisht domrine mea da son da nesa për diskutuar situatën e retrijuar. Не се можете да се партија. Партијски да парламентарните раздатели. Се тоа не се како кужина да спајта премините Аргументи и ветëm është ajo se Talat Џафери nuk mundsoi parlamentit e deputetëve dje para mesnate të votojnë të miret imuniteti i deputetit Trajko Veljanovski. Ai duhet t'jep përgjigje pse këtë gjë e lejoi. Dhe pse i dha 2 herë pauzë deputetit
gjithësisht grupit parlamentar numër do punones, dhe pse I lejoj intervenim procedural 2 minuta para mesnate numër do punones, që mos vide I tek votimi. Господин Зетири, Адам Дуби придно ве обвини за коалиција СДСМ, помогна што дека тоа дека гејта на комисијата за која се расправаше за комитетот, му се слушила на никој пратеник, па потоа одишла во болница, па се они одишла по нека заменичка заменик на член на комисијата и дека времето се изгубиле вие во меѓувреме сте се договориле со Возаров да се гласа. Значи, за тој дел колегата Павле ќе ви одговори, затоа што он беше и председател на комисијата за мандатно-имунитетни прашања, а Артан Груби што вели дуи јавноста гледа многу добро како они постапуваат. Да, денеска немаше услови собранието да работи, што не значи дека од утре и наредните денови нема да работи. Значи, парламентот мора да функционира. Парламентот ќе функционира секако.